Тргнале да убиваат, да ликвидираат човек. Собраниско обезбедување може маваракине макне како што беше 24 декември, нешто тако и да влезе народ, кој човек тргна да ликвидира. Тоа е најважно, што не се изгуби живот. Недвосмислено победи на изборите господинот Вучич и еве го председател на Република Србија. Кај нас власта не успеа да формира мнозинство и поминува во опозиција. Ако македонското сценарио е вакво каде што се случува промена на власта, не знам како тоа би можело да биде српско сценарио, освен дека човекот насетува дека кога тогаш ќе заврши власта. Македонија мултиетнички е зајакната. Етничките заедници во Македонија, македонската, српската, турската, албанската, ромската, се обединети. Тоа го видовме и во Куманово, тоа го видовме и во Бутел, тоа го видовме на изборите. Јас сум среќен човек што водам условно кажано македонска партија, која што во суштина мултиетничка партија. Тоа ми дава оврска да водам рамноправно грижа за сите. И днината ќе биде добра ако сме сплотени сите заедно. Ова е нашата татковина без разлика на нашето етничко потекло. Тоа е устав на наша соседна земја и веројатно тоа е така со причина, нивно право и окей. Ние немаме проблем кога некој дополнително се грижи за нашите граѓани. Еве во конкретниот случај со наши граѓани кои што се со албанско етничко потекло. Не би сакал да грешам душа, јас не видов овде зла намера врз Македонија. Значи Албанија е наша соседна земја. Може би беше грешка што се отиде таму. Може би требаше партиите прво тука да се состанат, да го објават тоа и после да одат на еден ручек, на едно кафе или било што. 21 век живееме, граѓаните се еманципирани. Национализмите се веќе трета, четврта потреба на граѓаните. Нема идни на национализмите, заради тоа што глобалниот свет се движи напред. Изјавата на господинот Рама, јас го почитувам, е левичар како нас и се, веројатно е изјава во избори. Тие се пред избори и ништо повеќе. Значи се прашал ли што ќе прават политичарите во Косово ако се обединат со Албанија? Јас верувам дека и Косово, и Албанија, но и сите наши земји овде на Балканот очекуваат да се отворат границите во заедничка Европа. Македонија има многу пријатели. Турција е еден од најголемите пријатели на Македонија. Знаете дека први не признаа, нашиот народ е солидарен, си помагал во минатото на секаде и новата влада ќе продолжи со одличната соработка со Република Турција во духот на меѓусебното помагање, во духот на пријателството кое што е изградено. Значи, Турција беше наш асистент буквално за НАТО. Ние тоа не можеме да го заборавиме. Огромен број на граѓани турци ни живеат во Македонија. Турција финансиски помага преку милион проекти во Македонија. Нашиот став за ова прашање е дека разговори треба да има со Грција и разговорите мора да се одвиваат во функција на изнаоѓање на решението, но одлуките треба да се носат во консензус со опозицијата заедно. И на крајот ќе бидат конечни кога на референдум ќе се изјаснат граѓаните. Но сето тоа не за да се блокира процесот, туку за да се изнајде решение на проблемот. Грција може уште 200 години да живее со нерешен овој проблем. На нас е пречка кон НАТО и Европската унија. Мораме да изнајдеме решение, но при тоа не смееме да бидеме обезличени, без свој идентитет и без своја национална посебност. Јас секогаш гледам на позитивната страна на се што се прави, оти треба да се обидуваме да бидеме оптимисти генерално. Зошто кон САД, ЕУ и Турција, заради тоа што се големи пријатели на Македонија. Јас го гледам ова како пријателски осврт, за да се вклучат со своји искуства, со се што имат, како непристрасна страна. Мене ми е драго што се изгубија било какви надежи на некои блесави луѓе за меѓуетнички конфликти или слично. Албанските партии испратија своји соопштенија, повици, сите да бидеме спокојни, да бидеме мирни, трпеливи и приземни, да не презимаме действија и фала Богу, народот ни е мирен. Никој не сака судири, конфликти, насилства или слично и тоа ќе заврши. Ова што се случи како конфликт беше повеќе партиски, не беше етнички, заради тоа што ВМРО ДПМН насрна кон другите партии кои што беа со своји представници таму, вклучително таму беа присутни и медиумите и новинарите. Јас очекувам во месец мај Македонија да има нова влада, зборувам и за роковите кога би требало да преговараме, да ги доставиме до парламентот да дискутира 3 дена согласно деловникот и да се избере владата. Постојат реални околности во месец мај Македонија да има нова реформска влада. Да дозволиме демократските процеси да добијат шанса и да се придвижат работите со оформување на државните институции кои што мора да бидат сервис и слуга на граѓаните. Да испраќаме пореки непријателство и се подаваме рака. Нашите вери во мултиетничко и мултирелигиско општество во кое што живееме вели да простуваме.